Вести во 18 часот. Добар ден, во нив ќе гледате. Македонија под вршник. Портокалова фаза поради екстремно топлото време. Може и локално да се достигне и 41-иот степен. Како да се заштитат работниците? Лоша хидролошка состојба во регионот. Каква е енергетската стабилност во земјава? Ако немаш сопствено, тогаш ќе почнат веќе редукции на потрошувачката на енергија. Политички судир меѓу власта и опозицијата за купената вода за гостиварци. Се огласија и од компанијата. Веќе има и минусни цени што сакаме да помогнеме одговорно. Како бугарски пратеници со судска забрана влегоа во Македонија. МВР утврдува пропусти на граничната полиција за случајот Врачев и Георгиев. Ново возило и нови амбиции. Идже подготвен за новата сезона. Македонија под вршник. Поради високите температури, државата е во портокалова фаза со температури над 38 степени. Издадени се и препораки на заштита на работниците од топлото време. Кои се тие и до кога ќе се задржи топлотниот бран што ја зафати речиси цела Европа? Од прилогот на Сандра Спасовска. Портокаловата фаза со високи температури кои деновиве достигнуваат и до 40 степен ги засилија предупредувањата за заштита на здравјето на граѓаните, но пред се на работниците кои на овие високи температури се директно изложени. При обиколка на главниот град, каде денеска температурата достигнува и до 38 степен, на дел од градилиштата во предпладневните часови може да се забележат работници, на дел не. Оние граѓани пак кои поради работни или друг вид на обврски морале да излезат од дома, генерално ги почитуваа препораките за заштита од топлото време од надлежните, како што е носење на лесна и светла облека, заштитни очила, капа. Работодавачите мора да ги заштитат работниците од топлотниот бран. Побараа денеска од сојузот на синдикати. Особено велат оние кои работат на отворено. Од синдикатот и денеска побараа законски измени со цел задолжително да се вметне во регулативата на кои температури плюс и минус не треба да се работи на отворено. Ова наше барање е долгогодишно, но работодавачите немаат слух за него. Сепак нашите заложби ќе останат и ние не отстапуваме од барањето, имајќи во предвид дека мерките за заштита на здравјето на работниците во услови на работа при топлотен бран или при минусни температури не смее да останат само препораки, туку обврска на работодавачите. Велат од ССМ. Од управата за хидрометеоролошки работи, велат земјава останува под влијание на топла воздушна маса од југ и на одредени места температурите во деновите кои следат може да надминат и над 40 степен. Денес и во следните 2 дена се наоѓа во портокалова фаза од високи температури. Температурите дневни во следните денови ќе бидат во интервал од 33 па се до 39 степен. 40 степени наместа особено во јужното Повардарие очекуваме во деновите од викендот, но може и локално да се достигне и 41 степен. Засега за заштита од екстремно високите температури има само препораки, но не и мерки од надлежните. Синоптичарите очекуваат топло време и понатаму. Од УХМР најавуваат следната недела температури кои би биле за степен 2 пониски од сегашните, но сепак велат ќе се над просекот за месец август. Инаку високи температури се забележани на секаде во регионот и Европа, а во Словенија е веќе прогласена и црвена фаза. Екстремно топло време и суша го зафатија целиот регион. Водостојот на најголемите реки на Балканот се под просекот, со што се отвори и дебата за енергетската стабилност. Каква е состојбата кај нас од прилогот на Афродита Рамос? Македонскиот електроенергетски систем е стабилен, а ниските водостои во Европа во моментов не представуваат ризик за домашното производство на електрична енергија, соопштија од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Соопштението следи откако во Европа се наблюдуваат историско ниски водостои на големите реки како Дунав и Рајна, што предизвика кризни состојби во електроснабдувањето на земји како Унгарија, Романија и Франција.
Состојбата со акумулациите во моментов е стабилна и овозможува сигурно управување со домашниот хидропотенцијал. Хидропотенцијалот е со вкупна исполнетост на акумулациите од околу 70%. Домашните акумулации се управуваат внимателно и согласно оперативните планови, што овозможува сигурно производство на електрична енергија и стабилно функционирање на електроенергетскиот систем. Енергетскиот експерт Константин Димитров предупредува дека состојба на критичен недостиг на производство на енергија во земји од кои што ние увезуваме може да предизвика рестриктивни мерки и кај нас. Ако се јави проблем како сега, нема доволна енергија во државите што се Румунија, делумно Бугарија, Маѓарска, кои што имаат проблем, особено сега да кажеме и Франција, која што не ја спомнува често, па и Хрватска. Па купите од другите. Па немате и другите. Значи, кога е криза, ако немаш собствено, тогаш ќе почнат веќе редукции на потрошувачката на енергија. Македонија е увозно зависна, а поголемиот дел од домашното производство на електрична енергија доаѓа од приватни постројки, што значи дека за енергетски суверенитет во кризни моменти како долги суши, од национална важност е инвестирањето во државни капацитети на производство и акумулацијски системи на енергија, посочува Димитров. Да се изградат акумулациите Чебрен-Галиште, да се изградат 2 акумулации на реката Вардар, и да се размисли за некои трети помали системи кои што ќе складираат вода на определени мали зафати. ЕСМ треба да има изградено собствени сончеви паркови, да има собствени ветерни паркови и да ги изгради хидроцентралите, тогаш веќе може да се стабилизира, да се каже, а за тоа треба време. А во меѓувреме, значи мора да се изградат и когенеративни постројки на газ, за да се издржи тој период дека до 2040 година да се стабилизира и да кажеме Македонија и во тешки моменти може да се задоволи потребите со домашно производство на енергија. Поради долгата суша и топлотни бранови во Европа, производството на електрична енергија во неколку европски земји е значително намалено. Нуклеарни централи во Унгарија и Романија се затворени, додека пак австриските хидроцентрали работат со намален капацитет, а некои од нив се целосно затворени. Во соседна Србија пак актуелни се апелите до граѓаните за штедење и рационално користење на енергијата. Одлуката за набавка на вода за Гостивар предизвика политички тензии на релација ВМРО-ДПМН СДСМ и меѓусебни обвинувања за можен судир на интереси и политизирање на кризата. Надлежните тврдат дека постапката е целосна, законска и со цена пониска од пазарната. Се огласија и од Кожувчанка, од каде што велат дека цената била толку ниска што практично компанијата дури е и во загуба, а целта била да им помогне на гостиварци. Опозицијата бара одговорност. Маја Стојановска за ова. Околу 100.000 евра потрошила владата преку службата за општи и заеднички работи за набавка на вода за пиење за населението во Гостивар. Шиша вода од 1,5 литри, која во малопродажба се продава за околу 25 денари. Преку набавката било обезбедено за 12,5 денари. Договорот со компанијата Кожувчанка е склучен по постапка со преговарање без претходно објавување оглас, со образложение дека станува збор за крајна итност, поради кризата со водоснабдувањето. Точно е дека постапката со преговарање ја спроведе службата за општи заеднички работи и обезбедува вода бесплатно за граѓаните, а договорот преку тендер го доби компанијата Кожувчанка. Компанијата учествува во набавката со собствен придонес со цел да им се помогне на граѓаните и институциите во услови на кризна состојба. Фактите се јасни и лесно проверливи. Обидите за нивно искривување нема да ја променат вистината. Соопштија од владата, од компанијата дополнително појаснуваат дека разликата меѓу редовната продажна цена и понудената цена ја преземаат на свој товар како општествено одговорен придонес. Велат дека водата ќе биде бесплатно транспортирана до општина Гостивар со цел на времена помош за граѓаните. И самата компанија Кожувчанка парципира во цената без да има никаков профит, односно веќе има и минусни цени, што сакаме да помогнеме одговорно и на владата и на сите наши сограѓани и жители во општина Гостивар.
Соопштенијата на владата и на компанијата Кожувчанка дојдоа како демант на претходните обвинувања од СДСМ за можен судир на интереси поради изборот на компанијата и начинот на кој е спроведена постапката, посочувајќи дека според достапните информации, компанијата е во сопственост на градоначалникот на општина Кавадарци. Од ВМРО ДПМН епак велат дека СДСМ ја користи кризата со водата во Гостивар за добивање на политички поени. И додека народот се труе, Мицкоски и ВМРО ОКГ имале други приоритети. Бизнис делка од 100.000 евра за вода во Гостивар, без тендер, без јавен оглас. Додека народот се труе, тендер патриотите тераат бизнис. Не може исти луѓе кои со години беа власт денес да се представуваат како да немаат никаква одговорност за состојбите што ги оставиле зад себе. Наместо политички театар, Социјалдемократскиот сојуз и Филипче треба да им објаснат на граѓаните зошто ништо не направиле додека имаа целата институционална моќ во своји раце. Во меѓувреме водата во Гостивар и натаму е само за техничка употреба и не е безбедна за пиење. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави засилени контроли, се додека не се добијат 3 последователни исправни анализи, со кои ќе се потврди исправноста на водата. Детали од истрагата засега не откриваат од основното јавно обвинителство, со образложение дека се преземаат повеќе истражни дејствија, кои не може да бидат споделени во интерес на постапката. Затоа како општината се справува со состојбата, недостапен на телефонските повици и пораки остана и градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани. 8 лица се здобиле со тешки телесни повреди во верижна сообраќајна незгода кај Битола, во која учествувале 4 патнички возила. Од СВР Битола посочија дека сообраќајната несреќа се случила на регионалниот патен правец Прилеп Битола-Охрид, на 3 километри од влезот во Битола, и при тоа во незгодата се судриле 4 моторни возила. Во интервенцијата за итна помош на повредените беа вклучени повеќе болнички возила. Повредените се згрижани во Битолската клиничка болница. Стручен тим на СВР Битола ги истражува причините за сообраќајната несреќа, а наскоро ќе биде соопштен идентитетот на учесниците во сообраќајката. Остануваме на слична тема. Денеска МВР го лишиле од слобода 39-годишниот МШ од село Челопек, Тетово, кој на 2 август околу 19 часот и 20 минути на автопатот Скопје-Веле со патничко возило Голф со тетовски регистарски ознаки се движел во спротивна насока, зашто од страна на очевидци беа објавени и фотографии на социјалните мрежи. Оттаму посочија дека по документирање на случајот против МШ ќе биде поднесена кривична пријава за безобзирно управување возило и ќе биде изведен пред надлежен јавен обвинител. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со што заеднички ќе придонесеме за побезбедни патишта, порача од МВР. Опозицијата обвинува дека владата се согласила на уставни измени. Од МНР децидни. СДСМ свесно шири дезинформации. Владата подготвува терен за уставни измени, изјави денеска членот на извршниот одбор на СДСМ Андреј Жерновски. Експресна реакција стигна од МНР, од каде ги отфрлија овие тврдења како обид за создавање хистерија и дезинформирање на јавноста, нагласувајќи дека нема отстапки од националните интереси и дека евроинтеграциите остануваат стратешка цел. За ова Андријана Лазова-Божиновска. Дипломатските разговори под радарот за деблокада на евроинтеграциите, нов повод за политичка кавга. Повикувајќи се на информации од Брисел, опозицијската СДСМ тврди дека власта води тајни преговори и подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог, а за тоа велат сега се прави и стратегија како да соопштат пред јавноста. Според секретарот за меѓународна соработка на партијата Андреј Жерновски, ова било пресврт во дипломатијата и доказ дека СДСМ донела правилни одлуки, кога од позиција на власт одлучуваа за европскиот пат на Македонија. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз.
Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да ни ги продадат. Се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме нели за нас некакви посебни договори и така натаму. МНР демантира. Велат СДСМ пласира груби невистини и конструкции. Објаснуваат дека не се работи за тајни преговори, туку комуникација на повеќе нивоа за која јавноста е во тек. Потенцираат дека се е транспарентно без одстапки од црвените линии и ги критикуваат опозиционерите дека се додворуваат на соседни политичари, наместо да ги бранат интересите на сопствената држава. Тврдењата за постоење таен договор или тајни преговори се само уште една во низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста. Факт е дека институциите редовно комуницираат со земјите членки на Европската унија, со европските институции, со Бугарија и со другите меѓународни партнери. Овие разговори се водат транспарентно, а позицијата на владата е јасна и повеќе пати јавно потврдена. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски во последното интервју за МИА кажа дека доколку се споделуваат деталите, разговорите се осудуваат на неуспех. Тој уверува дека се работи на трајно и одржливо решение, а не решение по секоја цена. Се барало начин како да се елиминира ризикот од нови блокади во иднина и статус кво поради идентитетски прашања. Муцунски оцени дека добро е тоа што европските институции повторно давале значење на проширувањето, а сите актуелни нон-пейпери вели имаат заедничка цел – постепена интеграција без откажување од крајната цел полноправно членство. МВР истражува како бугарските пратеници Крсто Врачев и Ангел Георгиев успеале да влезат во земјава и покрај судската забрана. Тие минатата недела беа снимени во судницата во Кочани, на рочиште за сообраќајната несреќа на Ива Михајлова. Надлежните најавуваат одговорност доколку се утврдат пропусти во контролата на граничната полиција. Дејан Сарбиновски. Министерството за внатрешни работи се уште проверува како и на кој начин и покрај важечката судска забрана за влез во државата, бугарските пратеници Крсто Врачев и Ангел Георгиев од крајно десничарската партија Природба минатата недела присуствувале на судење во Кочани за смртниот случај во сообраќајната несреќа на 23 годишната Ива Михајлова, кочанчанка со македонско и бугарско државјанство. Од МВР велат дека случајот се истражува и дека се проверува дали имало пропуск кај граничната полиција и на кој начин овие бугарски пратеници успеале да влезат во државата. Иако од август минатата година имаат забрана за влез во Македонија, која произлегува од пресуда на Основниот суд во Битола. Доколку се утврдат евентуални пропусти или незаконито постапувања од страна на службени лица, МВР ќе постапи согласно законските овластувања и ќе ги превземе сите соодветни мерки и действија, вклучително и поведување на соодветни постапки. И двајцата пратеници се офатени со пресудата на Основниот суд во Битола со ознака ПРК О 263/25, со која на вкупно 27 лица сите пратеници од бугарската партија Природба им се забранува влез во Македонија, бидејќи лани во јуни нелегално ја преминале македонско-грчката граница и илегално престојувале повеќе денови. Врачев и Георгиев, како и целата група чии фотографии беа објавени на Facebook, биле осудени на 8 август минатата година, а покрај едногодишната забрана за влез во Македонија добиле и прекршочна казна од 50 до 230 евра. Сепак, од Битолскиот суд, поради недостапност на лицата за односи со јавност, не успеавме да добиеме појаснување дали забраната за влез на бугарските пратеници важи и од моментот на сторувањето на прекршокот или од моментот на донесувањето на пресудата. Бугарските пратеници Крсто Врачев и Ангел Георгиев со објавени фотографии на Facebook потврдија дека биле во судницата во Кочани, а присуството го искористија за критики кон правосудниот систем во земјава и упатија порака до Европската унија дека според нив македонската држава малтретира девојка што се самоидентификува како бугарка. Новиот директор на Фондот за здравствено осигурување денеска на брифинг со новинарите рече дека во приоритетите ќе му бидат така наречените лажни боледувања што им спомпуваат многу пари од здравствениот систем. Исто така беше најавено дека за 10 дена ќе пристигне целата потребна терапија за онколошките пациенти. Мирјана Мирчевска Јовановиќ.
Боледувањата на 30 дена во Македонија, како и лекувањата во странство, ќе бидат главен фокус во делот на реформирање на трошоците во Фондот за здравство, изјави првиот човек на Фондот Златко Перински. Тој потенцира дека последниот извештај на Заводот за ревизија е објективен и мора да се воведе поголема контрола во трошењето на парите. Според последните податоци, годишно лекување во странство, фондот го чини 500 милиони денари. Перински објасни дека е потребна контрола во делот на начинот на лекување. Успешноста на лекувањето да се следи од самиот почеток, за да се види ефикасноста на самите болници во странство. Ке се формира тимот вработени во фондот кои ќе ги следат парите, документите и начинот на лекување во странство со цел да ја знаеме и ефикасноста на лекувањето. Исто така ќе се контролираат и кратките боледувања во земјава, пред се боледувањата кои траат и по 5 години за лесни диагнози. Затоа е потребно интеграција на здравствениот систем со други институции, со цел да се контролира делот на земање на боледувања подолги од 1 месец, кои буџетот го чинат за 3 години, над 1.700.000 денари, велат од фондот. Во делот на недостиг на терапија на онкологија, првиот човек на фондот објасни дека по комуникација со директорот на клиниката за онкологија, терапијата ќе пристигна за 10 дена. Како причина било наведено доцнењето од страна на добавувачот на терапија. Музичко-сценскиот спектакл Силно светнал ден во Охрид го означува почетокот на одбележувањето на 35 годишнината од независноста на Македонија. Низ поезијата на великаните и неголемите музички хитови, караванот со 120 учесници ќе посети 11 градови низ земјава. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Најголемите македонски музички хитови и поезија на великаните на македонската литература ќе бидат споени во музичко-сценски спектакл насловен Силно светнал ден, со кој ќе се одбележи 35 годишнината од независноста на Македонија. Првиот настап на овој музички караван е закажан за 9 август во Античкиот театар во Охрид, а денешната генерална проба покажа дека се е подготвено за мюзиклот во кој ќе оживеат стиховите на Блаже Кунески, Ацо Шопов, Анте Поповски и други македонски поети. Со група актери, начело со Игор Џамбазов, се обидуваме да ги вреднуваме на еден нов начин македонската поезија, литература, би рекол генерално македонската уметност во една поп култура, еден современ израз. Спектаклот ќе обедини околу 120 учесници и ќе понуди богата музичка програма, поделена во неколку тематски целини, од песни посветени на Тоше Проески, преку поп музиката до етнозвуците. Игор Џамбазов и Драгана Ливринска, кои ќе бидат домакини на овој спектакл, велат дека покрај забавниот дел имаат и мисија на младите да им ја доближат македонската култура и историја. Ова го сметам на некој начин и како мисија, затоа што ова помладава генерација ќе се сложиш дека не е баш запознаена со тоа кој бил Блаже Коневски, не дај Боже Крсте Петков, Мисирков или Цепенко, но ете, го сваќам како мисија, затоа што покрај тоа што ќе прославуваме 35 години независност и ќе се обидеме нешто и да ги научиме овие младите, она што не го научиле на нивните мобилни телефони или во школите, ние да им го предочиме. Дека имаме една земја, дека имаме една мајка, дека Македонија е наша и само наша и дека сакаат да ни ја грабаат низ историјата, но ние еве уште издржуваме и одиме напред. Многу емоција, многу топлина, убава музика, убав збор, убава поезија. Знам дека ќе биде навистина една убава приказна раскажана во сиве овие 35 години. Дел од помладите актери кои се учесници во представата велат дека им е исклучителна чест што се дел од овој проект. Работиме веќе долго време, точно не знам, мислам дека се почна од почеток на јуни, но многу е убаво искуство секогаш кога може да се работи со посветена екипа и со убава енергија. Прекрасно е бидејќи сме навистина многу млади колеги и многу убава енергија има на пробите, иако се доста физички напорни, мислам дека може да го занемариме тој факт бидејќи многу убаво си поминуваме. Караванот ќе посети вкупно 11 градови.
последните подготовки за 3-часовниот музички спектакл во кој гледачите ќе можат да уживаат во внимателно избрани песни и рецитали, а посветен на 35 годишнината од независноста на Македонија е во тек. Денеска овде во Македонската опера и балет се случува генералната проба. Првиот настап е веќе закажан за 9 август во Охрид. Во Скопје ќе се случува истиот настап на 4 септември. Неуспешниот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџе ја представи новата тркачка машина со која ќе се надпреварува во предстојната сезона. На промоцијата на водно присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски и министерот за спорт Борко Ристовски, кои ја истакнаа важноста од државната поддршка за врвните спортисти. Стефановски со новото возило влегува во нов предизвик на европската сцена, со амбиции за врвни пласмани и нови спортски успеси. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Пријатно!